Излегуваме со конкретна понуда преточена во програма. Таа носи наслов проверено, затоа што е проверено дека оваа влада што ветува исполнува. Ова на митингот во Ростуше го порача претседателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Рече дека изминативе години се намалени цените на лековите во повеќе наврати. Воведено е бесплатно болничко лекување за пензионери кои имаат мали пензии. Обезбедена е медицинска опрема, а реконструирани се повеќе болници и се градат нови. Претседателот на ВМРО ДПМН потсети дека изминативе 8 години се отворени нови 120.000 работни места, и тоа во време на економска криза. Тоа го охрабрува да вети дека во следниот мандат би се отвориле нови 64.000. Со тоа невработеноста би се намалила од 28 на 22%. Зборуваш и за овдешните инфраструктурни проекти. Пензиите во нашиот мандат се зголемија во просек за 62%. Најниските пензии се зголемија и за повеќе, а највисоките за нешто помалку. Просекот е 62%. Се зголеми и социјалната помош за 47%. Се воведе минимална плата, за која што преходно СДСМ не сакаше да слушне. Се реши проблемот на стечајците од фирмите кои што со години чека нивно решение. Оние државни фирми. Се изврши реконструкцијата на регионалниот пат Гарски мост, Бошков мост во вкупна должина од 8,3 км. Инвестиција вредна 1,5 милион евра. И после долго години на овој патен правец може да се одвива безбеден сообраќај. Целосно реконструиран патниот правец Требиште-Велебрадо и асфалтиране дел од локалниот пат за Нистрово. Тимот предводен од премиерот Груевски ги согледува сите аспекти, па потоа става на хартија ветувања, порача носителот на листа во 6-та изборна единица од ВМРО ДПМН Никола Поповски. Тој најави испитување на слечиштата во овој регион и нивна санација со средства од Светска банка, што би се реализирало до 2017 година. Рече дека во програмата има проекти за студентите. Секој четврток ќе има бесплатен транспорт и бесплатна посета на кината, театрите и музеите. Мислиме и на младите, и на најмладите, и затоа ветуваме 300.000 нови таблети кои ќе ги заменат компјутерите во следниот мандат од 2014 до 2018 година во сите училишта за сите деца во Република Македонија. Целата општина го покрива Националниот парк Маврово, што е привилегија и голем потенцијал, рече кандидатот за претседател од ВМРО ДПМН Ѓорѓи Иванов. Вели дека ја користи секоја прилика за да биде со своите сограѓани. Бил со жителите од Реканскиот крај и во добро и во лошо. Бев покровител на галичка свадба, но тука бев и кога се случи пожарот во Бигорскиот манастир. Кога гореа конаците на Бигорскиот манастир, се покажа вистинската сила на македонскиот модел на соживот. Во гастење на пожарот први бевте вие, и православни, и муслимани. Пред Ростушани зборува и овдешниот кандидат за пратеник Алим Билали и Кенан Хасипи, кој е кандидат за пратеник од Демократската партија на турците. Ова коалиција работи тимски турбо. Второ, ова коалиција прави максимум напори да ги подобри квалитетот на живеењето на граѓаните во Република Македонија. На Македонија и е потребен искусен претседател, кој што знае како се води државата, а државата се води со мудрост, честност, доследност во ветувањата. Тоа се карактеристиките кои ги поседува актуелниот и идниот претседател на Република Македонија, господинот Ѓорѓи Иванов. На митингот беше порачано дека целите на ВМРО ДПМН го обединуваат целото општество, зошто како што беше речено, граѓаните и државата им се пред се. По Ростуше, коалицијата за подобра Македонија одржа митинг и во Дебар.